Добар ден, добро дојдовте во третата епизода Юшке. Денеска морам да кажем на многу чуден случај, колку што е чуден, толку и бизарен. Се работи за на фамилија во Австралија, па затоа го донесов и моето кенгурче тука со австралијанското знаме. Се работи за еден случај во Австралија и се надам дека ќе имаме забава. Во понеделник, 29.8.2016 година во Силван, Австралија, 51 годишниот Марк Трамп и 53 годишната Јакоба Трамп заедно со нивните три деца, 29 годишната Ријана, 25 годишниот Мичел и 22 годишната Ева, необјаснимо ја напушти својата фарма. Ова чудно семејно патување беше активирано во потреба по семејството, што ќе ги плени австралијанските медиуми. Наредникот на локалната полиција Марк Најт го нарече најбизарен случај во последните 30 години. Бидејќи официјалните лица беа збунети зашто семејството Трамп едноставно избегува нивниот дом, наведен здравите ставиле Марк и Јакоба Трамп водеа заеднички бизнис заедно со фармата со бобинки, каде што сите нивни деца работеа 7 дена во недела. Така, значи, како што реков, се работи за едно австралијанско семејство. Они живеат во еден приградски град, има таму своја фарма и на 29.8.2016 година тие необјасливо го напуштиле својот дом и се качиле на нивната кола и излегле од таму и ќе видиме што следува во оваа приказна. Подоцна, кога полицијата го истражи нивниот дом, го откри следно: мобилни телефони, пасоши, кредитни картички, што значи дека фамилијата со себе понела само готовина. Тие избегале со Peugeot теренец на 22 годишната Ева. Возеле цел ден од сабаде до ноќ се додека не стигнаа до Батурст. Околу 500 мили далеку од нивниот дом во Силван. За разлика од остатокот од неговото семејство, 25 годишниот Мичел Трамп го понесе со себе мобилниот телефон. Сепак на околу 19 мили од нивното патување во близина на Варбартон, неговите родители го принудија да го фрли телефонот низ прозорецот, затоа што беа убедени дека се користи за нивно следење. Следниот ден, вторник на 30 август, Мичел го напушти семејството околу 7 часот. Семејството подоцна се упати од Батурст кон пештерите Јанован, тој вторник. Во пештерите Јанован, Ријана и Ева се разделиле семејството крадејќи автомобили. Тие го возеле овој автомобил до Голбурн, каде пријавиле дека ги нема нивните родители, но таму Ева и Ријана чудно се разделиле. Значи така, кога полицијата дошла дома, тие го сите нивни персонални работи биле дома, само котовина понеле со нив и отишли на пат со нивната кола. Само 25 годишниот Мичел Трамп, единствениот син на фамилијата, го понел со себе мобилниот телефон, но кога другите виделе дека го понел телефонот, му наредиле да го сврли и тоа го прави што почнува на овој случај, значи ништо не понесле, фамилијата со себе не понесла никаков телефон или било каков дигитален апарат. Тоа е многу чудно. И следниот ден Мичел го напушти семејството, тој отишол сам, а потоа и Ријана и Ева, ќерките, и тие се разделиле матка на таткото и со украдена кола, украле кола и отишле, потоа двете се разделиле на две различни правци. Ријана Трамп беше пронајдена во гепекот на Форд F250 на Кит Витакер, што се сокрива самата. Витакер возел брзо, но кога почувствува удар, застанал. Витакер повика полиција, Ријана била катаконична и не го знала својата име или локација. Ева Трамп всушност се вратила дома во вторник вечер, а полицијата веќе била таму. Кога полицијата започнала да го испитува домот, се извинувам, мала пауза морам да направам, нешто се случи тука. Кога полицијата започнала да го испитува домот Трамп, местото беше откушено и во неред. Според Daily Telegraph, полицијата пронашла докази дека Трамп чекал низ години на финансиска евиденција и нивните документи за фармата непосредно пред заминувањето. Имало неколку купишта документи низ домот, вклучувајќи и пасоши и кредитни картички на секој член на семејството, како што споменавме претходно. Цитиран еден офицер кој вели дека купиштата документи беа расфрлани и тие јасно барале нешто. Значи, полицијата нашла купишта документи и пред да излезе фамилијата Трамп, тие очигледно барале нешто и не се знае дали успеле да најдат тоа нешто. Секако престанува да видиме.
Еден ден подоцна во средата на 31 август Мичел Трамп, првиот брат или сестра Трамп кој се раздели од семејството на пат пристигна дома со воз. Во меѓувреме неговите родители Марк и Јакоба Трамп возеле до Вангарата, исто така се разделили. Јакоба се упатила кон север, додека Марк останал во Вангарата, каде се верува дека тој е поврзан со случај кога една млада двојка била опасно следена од автомобил со иста марка и боја како колата што ја возел Марк. Во средата вечерта околу 22 часот. Девојката играла Pokemon Go, во тоа време дечкото е цитиран. Едва можехме да ги видиме неговите фарови, затоа што тој беше толку близко до мојот автомобил. Тие тврдат дека на крајот господин Трамп излегол од автомобилот и истрчал кон нив, но тој на застанал сред пат и само зјапал во нив. Потоа истрчал кон паркот Рива во Вангарата и исчезнал. Значи ова е многу бизарно, нели тој следел некој рандом двојка, нели тие биле дечки девојка кои што во колата играле Pokemon Go, тој ги следел и фаровите му биле нели пуштени многу силно, двојка да не можела ништо да види, сега дека тој не искочил од колата и само зјапал во нив. И тие биле уплашени, но за скоро време тој истрчал кон паркот Мерива и не останало да видиме. Полицијата го истражува паркот, но никој не беше пронајден. Автомобилот се уште ги има клучевите во бравата запалени. Во обид да му влезе во трага на Марк Трамп, полицијата го испитала мотивот колич во Милер во Вангарата, каде што била провалила нека соба. Тие верувале дека можеби таму останал цела ноќ. Во четвртокот 1 септември госпоѓа Трамп зела јавен превоз до Јас и се обидела да резервира мотел во истремениот град. Намерно таа се упатила кон болницата во Јас, каде вработените во болницата ја препознале и повикале полиција. Во саботата на 3 септември, 5 дена кога го напушти својот дом, Марк Трамп беше пронајден како талка по патот во една уличка во Вангарата во околу 17 часот и 50 минути. Тој навремено беше испрашуван од полицијата и му беше извршена проценка на менталното здравје. Тој поминал 5 часа во станицата пред да биде придружуван од член на семејството и на излегување и покажал среден прст на медиумите што чекале. Сепак Марк подоцна јавно се извинил за повредата и загриженоста предизвикана од овие настани. Значи ова е пред културно, нели тој го нашли како талка по еден пат, полицијата го нашла и го однела во станица за да ја раскаже неговиот случај. Потоа дошол некој член, некој роднина во полицијата и го земала Марк. И надвор имало новинари кои што чекали, тој им покажа само среден прст, што е крајно некултурно, нели сите биле загрижени за неговата состојба, а тој така се испонашал и мислам дека тоа не е добро. Следниот ден Мичел и Ева се појавиле пред медиумите, благодарувајќи им се на полицијата и медиумите за пронајдењето на неговиот татко. Тие не влегуваат во детали за тоа што се случило и во суштина наведуваат дека се уште се збунети од тоа. Имајќи во предвид дека семејството немало историја на ментални заболувања, исто така и фактот дека наредниот Марк Најт кој работа на истрагата вели дека немало траги дека семејството употребувало дрога, имало заостанати долгови или дека е дел од некој култ или секта. Многумина се прашуваа што е тоа што го натерало семејството едноставно да напушти својот дом и уште повеќе што го поттикнало секој член да замине поединечно. Значи следниот ден, откако Марк го направил тој некултурен гест, Мичел и Ева, братот и сестрата, нели, се појави пред медиумите, се заблагодариле на полицијата за пронаѓањето на нивниот татко. Тие рекле дека се збуднати и не знаат што им се случило. Наредникот Марк Најт исто така дал изјава дека и тој не можел да претпостави што се случило затоа што фамилијата немала историја на ментални заболувања, не е користела дрога, немале некои долгови, не били во некоја секта, нели, што можело да предизвика такво чудно однесување. И сите како јас се прашуваме што се случило, па мислам дека време да влеземе во можните теории за нивното исчезнување. Првата теорија е дека семејството Трамп биле отруени од некои токсични материи од природно потекло на нивната фарма, предизвикувајќи бизарни делузии, но се чини дека нема ништо друго за да подкрепи оваа теорија.
Значи оваа теорија е само шпекулација и нема никакви докази. Се мисли дека имало некакви токсични материи на нивната фарма и од тоа се предизвикале телузии кои што нели предизвикале да најнаш не излезат од нивната куќа и да возат безцелно. Втора теорија е само интернет шпекулација дека можеби мафијата била вклучена. Можеби наистина немало некој што можеби наистина имало некој што го гонел семејството Трамп, па затоа решиле да избегат од градот. Во еден момент целото семејство планирало да напуши земјата доколку е потребно. Тие се премислиле затоа што одлучиле дека може да им се следат пасошите. Исто така тие сакале да додат некаде каде што технологијата не може да ги достигне. Кредитни картички и предмети што може да се следат биле намерно оставени за себе и ако се сетите, еден службеник забележал дека тие јасно барале нешто ниско по документи. Како и да е, ако тие наистина се плашеле за својот живот, малку е чудно што Марко и Јакова Трамп ќе им дозволиле на своите деца да го напушат автомобилот и да дадат посебно на различни страни. Така, значи, втората теорија е и ова е само шпекулација, нема некои вистински докази, што ќе укажа дека мафијата била вклучена, нели се претпоставува дека некој ги прколи, затоа вака панично реагирале и избегале од нивната куќа. Исто така, нели, купот документи расфрлени низ нивната куќа, тоа е нели чудно како да барале нешто. И тие наистина се плашеле за својот живот. Тоа е сигурно. Трета теорија е дека семејството колективно страдало од делузија наречена фолија ду. Тоа е ретка психолошка состојба што може да влијае на асоцијални семејства. Терминот е измислен како еден француски брачен пар започнал да покажува делузии и параноидно однесување. Двојката верува дека нивниот дом е мета на луѓе кои ќе го извакаат нивниот дом со прашина и вакна дека ги носеле чевлите на парот. Да, значи јас сум запознат со оваа болест фолија ду. Тоа е како делузија, каде што се шири од еден на друг член на фамилијата. Често на фамилијата може да биде на другари. Значи, например, еден човек ќе да рече не бараат краци, мораме да бегаме и така се шири таа болест, значи тоа е делузија. Се шпекулира дека тоа се случило со фамилијата Трамп, останува да видиме. Иако лекарите не биле сигурни кој прв го започнал ова делузионално однесување, било јасно дека тие меѓусебно се зајакнувале параноја. Над 90% случаите на фолија ду биле парови, родители, деца или браќа и сестри. Медиумското истражување подоцна открие дека Јакова и Марк Трамп покажувале се поголеми знаци на ментален стрес. Наводно, еден од нив верува дека некој надвор дошол за да ги ограби и да ги убие. На прашањето што е тоа што ги натера да избегат од домови да патуваат безцелно, Ела изјави дека тоа е многу збунувачки, се уште се чувствувам збунета. Мислам дека нашата состојба на умот не беше на најдобро место и мислам дека нема ниту една причина за тоа. Бизарно е. Ова го изјавила Ева по 2 недели после одењето со едно такова, изјавила дека не знаела, немала идеја што го предизвикало тоа, немала никаква причина. Мислела дека состојбата на умот не била на најдобро место, нели, не биле при здрав разум кога избегале. Со оваа трета теорија ја можеме да ја завршиме оваа приказна за исчезнувањето на фамилијата Трамп. Сепак, кога сите се вратили дома, биле здрави и живи, знаеме барем тоа дека не се случило ништо со нив. Само можеме да шпекулираме што се случило со нив. Искрено највеќе ми се допаѓа третата теорија, дека имале таа болеста фолија ду. Тоа мислам дека најпоткрепена теорија тоа е што ги изведавме денеска. И со ова ја заклучуваме третата епизода од I'm Scared. Се надам дека ви се допадна овај бизарен случај. Можам да кажам се најдобро и се гледаме во четвртата епизода. Пријатно!